Новата епизода на Newbiz ја почнуваме со неколку наслови кои што навистина не тераат да размислуваме. Што помислувате кога те прочитате дека вештачката интелигенција оди во борба со супербактериите? Веројатно дека се работи за револуциониран третман на антибиотици или можеби истражување на нови типови, нови генерации на антибиотици. Како Google со скенирање на зениците може да предвиди кардиоваскуларни заболувања? Како се употребуваат роботите во диагностика или во специфични третмани во медицината? Веројатно помислувате дека вештачката интелигенција ја трансформира и медицината на ист начин како што трансформира многу домени од нашето секојдневно живење. Меѓутоа, што е специфично кај медицината? Веројатно фактот дека кога станува збор за медицината може да размислуваме дека ваквите иновативни алгоритми овозможуваат побрзо дијагностицирање, попрецизно дијагностицирање. Системите со вештачка интелигенција можат да обработат голем број на медицински податоци во многу кратко време и да стигнеме до многу брза и многу прецизна дијагноза, што е исклучително важно, особено кај онколошките пациенти. Постојат студии кои што покажуваат дека при читањето на снимки од магнетна резонанца, системите со вештачка интелигенција достигнуваат дури 90% на прецизност во дефинирање на дијагнозата, што пак од своја страна може да биде особено корисно, прво самата таа прецизност, а втора фактот што може да се прочитаат голем број на снимки за кратко време. Системот не бара ниту да спие, ниту да се храни, ниту е изморен, ниту има семејство кое што го чека дома после 8 часа на работа, што значи дека може да чита снимки 24/7. Нешто што не е случај со луѓето доктори. Меѓутоа пак човекот доктор не ја гледа само снимката, гледа и каков е реално целиот контекст, кои се симптоми ги има пациентот, разговара со пациентот и вклучува емоции во донесувањето на одлуката. Но што ако ви кажам дека дури и машините сега може да се подпираат на нова технологија која што им овозможува да развијат, односно да имаат емоции и да имаат континуирана можност за самостојно учење. Да, таква технологија постои и таква технологија се развива во Македонија. Денес во Newbiz го имаме Александра Савевски, предприемач, стартапџија, инженер и човек кој што маката го натерала да создаде технологија која што ти помогне на неговата ќерка која што има аутизам. Алгоритмот Мила AI се родил токму така, за да ја помогне на вистинската Мила, која што е мотивација за развојот и за истражувањето, да стекне нови способности, да се приближи до типичниот развој на низините врсници. И операцијата е успешна. Ова е една приказна која што почнува во Македонија, меѓутоа ја прешетала Америка во потрагата по инвеститори и конечно нашла британски партнери. Стартап приказната на Александра Савевски во новата епизода на Newbiz. Александр, добре дојде во Newbiz. Здраво, Наташа, драго ми е што сум тука. На едно место видов дека велиш, ова е алгоритам кој што им овозможува на машините да имаат емоции и способност за постојано учење. Не ли звучи малце застрашувачки? За луѓето да, за компјутерите тоа е за компјутерите тоа е нешто што го очекуваат, затоа што колку се они поблиски до нас, толку можеме ние да се поистоветиме со нив. Сега дека не се случи тоа, сега ќе бидат далечни, ќе бидат машини. Значи за добро. Прашањето е што сакаме. Што сакаме? Па сакаме во историјата на човекот ниедна претходна технологија не се прилагодила на човекот. Сите технологии ние како луѓе сме се прилагодувале на нив. Значи, за да работиме со машини, за да возиме, за да нешто сработиме, ние сме требале да се обучиме да работиме со тие алатки. Ова е прв пат кај што технологијата пробува да се поистовети со нас и да учи од нас. Значи, да стане многу слична на тоа што ние го знаеме и го опишуваме. И сега, идејата за овој ваков алгоритам, ваква технологија всушност е се раѓа како? Како почнува твојата и стартапчиска, и иноваторска, и револуционерна приказна? За жал се почине од зорт. Значи, тоа е некоја болка која што
те тера, на пример, прво да истражуваш, да бараш решение и да седиш, нели, буден подолго додека сите спијат и, нели, да проучуваш, пошто јас до 2018, речеме малци 2017, не знаев што е вештачка интелигенција. И барав решение за мојата ќерка, кое што после тоа се поистовети дека има да речеме примени во технологијата. Поделната точка беше сосема друга, решението беше такво какво што е сега. Значи со помош на фондот за иновации дојавме некои средства и докажавме дека компјутерите може да имаат емоции. Што значи тоа од технички аспект? Тоа значи дека ги најдовме сигналите, значи биологијата познава емоции како хормони. Али од кај доаѓаат тие хормони кои што потоа нели се лачат и ние чувствуваме нешто, не е познато. Ние успеавме да синтетизираме, значи компјутерска програма кај што добиваме сигнали кои што наликуваат и ние единствен начин на кој што можеме да го пишеме се како емоции. Сега тука не станува за збор за некои напредни емоции како љубов или како нешто, него ние основни емоции како страв, како внимание, како фокус, кои што се доста важни. Значи, еден од, како да кажеме, во вештачката интелигенција, она што насловот на првиот paper, она како научен труд кој што излезе од Google, е насловен како Attention is all you need. Значи, вниманието е многу важно. И начинот на кој што тие технологии, нашата технологија внимава на информациите е различен. Сакаш да кажете дека всушност таквите колку год да се рудиментарни емоции им помагаат на машините во по-ефикасно донесување одлуки или извршување на наредби? Најдобро за машината е да се снајде во средина. Нашата средина е прилично 99% стабилна и 1% е многу флексибилна, многу променлива. Што значи тоа? Дека се среќаваме со ситуации кои што се случуваат еднаш, се случуваат многу ретко, ама затоа што има такви ситуации бесконечно многу, се многу чести. И затоа, значи, техничките примени на вештачката интелигенција во self-driving, например, како use case, не можат да се скалираат токму ради тоа, затоа што се случува камчето кога, пример, доаѓа на кај автомобилот од камион претходно, да доаѓа од лево, од подесно, и тоа се случува еден од милион случаи. Како вие ќе тренирате вештачка интелигенција која што бара милион податоци од исти тип на случаеви кои што се случуваат еден во милион? Значи, еднаш годишно може да има 5-6 такви случаи. И такви има бесконечно многу други случаи. Како вие ќе го натерате моделот, за кој што ние сме природно, еволутивно создадени, да го менаџираме, како тоа ќе го пренесеме на машините? Со податоци не можеме. И тука беше нашата, појдена точка, дека емоциите се нешто што мора да го совладаат машините, за да можат да се доближат до нас, до она што ние го опишуваме како менаџирање во средината. И сега се роди идејата од Зорт, меѓутоа понатаму развојот беше со интенција, намерен. Да. Како течеше развојот? Колку падни стани имавте, колку неуспеси, колку радувања, колку тука сме, блиску сме? Да имаш идеја е едно, таа идеја да се реализира е друго, да се извутка таа идеја е трето. За да се успешен, треба сите тие 3 фази да ги поминеш успешно. Многу луѓе заглавуваат на идејата, малкумина доаѓа до реализацијата на нешто и промоцијата на нешто, и уште помалку ја одгатнуваат начинот како тие средства, значи да дојдете до средства за тоа да го реализирате во некоја си релевантна примена. И вие стигнавте до средства. Вие стигнавте можеби најдалеку од било кој од овие простори со ваков тип на технологија. Можеби не е лошо да ни објасниш прво што е разликата меѓу производ и технологија
И не само во рамки на разликување, туку и во рамки на пичирање пред инвеститори, стекнување на инвестиции за да може да го направиш целиот процес на развој. Така. Помеѓу производ и технологија има огромна разлика. Пример за технологија е ласер, пример за производ е примена во одредена примена на ласерот. Значи сега имаме милиони примени на ласерот, од CD диск, од некој си оружје, од обичен показател, козметичка примена. Значи може да наброиме милион примени на технологијата. И тоа е една многу суштинска разлика, која што кај технологијата, кај вештачката интелигенција не се пренесува баш конкретно, затоа што се вика тоа е сега, да речеме, вештачката интелигенција се смета како знаење, како промоција на знаење, не на технологија, и тоа е малце погрешно, затоа што тоа е сепак некој си вид на технологија и заради начинот на кој што се презентира, моменталните модели и технологии се носат во некоја скалирање во милиарди, во трилиони, кои што не раѓаат со резултати, можеби намерно некоја што се прави. Како стигнавте вие до финансирање за вашиот проект? Првото финансирање, значи прво беше идејата што сакаме да направиме, прво беше да докажеме дека нештото постои, дека може да се направи. Тука помош добивме поддршка од од фондот за иновации, нели со и дел од лични средства, фала Богу. И плюс имавме помош, не можам да заборавам, значи помош до професори од електрофакултет, кои што помогна со нивното знаење, колку и тоа да беше површно, да речеме, во тој момент. Тоа што беше интересно е што ние успеавме да ги предвидиме чекорите во нашето создавање на технологијата во целиот процес. Значи, знаевме ние во одреден сегмент колку перформанси и какви перформанси ќе добиеме, што е исклучително важно за крајен производ, затоа што ни носи до некои едноставни процеси кај што ние можеме да знаеме како тоа скалира и како тоа се применува. И да доносиме некои заклучоци врз основа на некои мали модели. Зашто мали модели? Затоа што средствата од фондот за иновации се лимитирани, доста лимитирани, и за оваа технологија, да речеме, пола од парите отидоа на техника, пола за луѓе. И толку беше. Почнавте да барате надвор од границите на Македонија финансирање, бевте во Америка. Какво е искуството? Прво да речеме дека добивме понуди од тука. Значи бевме дел од Сивус акселераторот, кој што нели понуди беа малце закасети, можда на малце времето беше не беше поволно време, да речеме, има некои интерни работи. Добивме некои понуди, тие понуди не беа задоволителни затоа што знаевме што ни треба. Потоа со тие некои наши барања отидовме, нели, имавме презентации пред Кина. Chinese имаат International Technology Transfer процес кој што го поминавме, стигнавме до финале, али за финалето победи една технологија од Чешка во која што имаше вложено 100 милиони, и тоа беше за Aquaponics. Ние со 35.000 не можевме да конкурираме на тоа. Смешно беше, нели? Чисто само распонот на 100 милиони према 35 дава зрелост на технологијата. Потоа отидовме во Америка, имавме може да се представиме пред американските инвеститори, и тука имаме повеќе типови на инвеститори, од кои што, нели, основното ниво е Business Angels и некои си процеси кои што се дел од универзитет. Значи, некој универзитет, пример ASU, и има некој си после тоа стратешко ниво на соработка, кај што тука се веќе вклучени states како државички, и нели одиме на ниво на федерална држава. За жал, технологијата во Америка е стратешка определба и тука не може да се очекуваат инвестирање во странски производи, затоа што тоа е стратешка определба и нели гледаме дека најголемата војна со Кина се води баш околу вештачката интелигенција.
Вели стратешко определба, тоа си подразбира дека они имаат план во што да инвестираат, која технологија да ја поддржат, како таа се вклопува во нивниот план. Во И рамки на нивната држава. да, апсолутно во рамки на нивната Надвор држава. не. Меѓутоа, еве, затоа што си го прошол тој процес на барање на финансиери, на капиталисти, venture capitals, angels, investors и така натаму, што е оно што колку е лесно или тешко да им објасниш на тие мали инвеститори што прави твојата технологија? Тоа се постари луѓе кај што технологијата свативме дека не можеме да ја презентираме, така да отидовме на следното ниво да презентираме парче од таа технологија со одредена примена. Конкретно пред американската инвеститорска публика се представивме со можност за инвестирање во медицинска опрема, односно во медицински апарати кои што се вградуваат во луѓето обично или се дел од следењето на нели виталните знаци на луѓето. Тоа се апарати кои што ајде да речеме се користат десетина па можда и 15 години, затоа што се скапи и можеби се дел од телото, па не оди на секој 2 години нели да се прават операции. Тие апарати немаат чест апдейт и се како поминува времето се склони на ризик од хакерски напад. Нели тоа се мали индивидуални примени, но витален апарат, дел од вас кој што нели ве одржува во живот, ако биде нападнат со цел таргетиран, може да значи терминирање на вашиот живот. И сметавме дека нашата технологија дава future proof на такви напади со примена на емоциите. Зашто? Затоа што емоциите може да приметат кога нешто излегува од комфорт зон. И кога нешто и самите знаеме, кога нешто не станува од место, ако тоа го имплементираме во некој си уред, во некоја рудиментирана состојба, знаеме дека тој уред ќе биде по-future proof од што било да внесеме тој софтвер. И сега кога зборуваме за практична примена, во оваа фаза, сега докај што сте, кои се практичните примени? Каде ја гледате применливоста на технологијата во најскор рок? Инаку претпоставам дека небото е граница. Така. Значи, од самиот почеток фокусот беше на ефикасност. Односно на примена во процеси, во имплементации, каде што енергијата или процесирачката моќ се ограничени. Такви ситуации кои што се значајни за луѓето има повеќе, нели едната е медицинската опрема која што е дел од нас, нели батерија која што треба. Следната е сателити кои што нели не ни се на дофат и не можеме лесно да манипулираме со нив. И третата, како најголем предизвик беше автономното возење. Автономното возење кое што ние предвидовме уште на самиот почеток и затоа беше едно од клучните насоки кои што ги земавме дека нема да се реши како проблем. Затоа што во нашето истражување, тоест моето истражување од самиот почеток од 2017 видов дека технологијата има вградени проблеми. Значи вградени проблеми кои што ја носат во друга насока која што не може да се пребродат. Едноставно тоа е internal flow. За да стигнеш до оваа фаза сега, претпоставувам дека клучно беше партнерството со британскиот партнер. Како се случи тоа и на каде оди? Случајно. Се е на случајно, се е на... Значи, морате да кажувате вашата приказна на многу места. Морате приказната да ја споделувате со луѓе и ќе се искочи некој кога треба да каже да се видиш со тој човек, знам дека е може лонгшот, ама да се видиш со тој човек. Искочи прилика да се запознам со известни, да речеме, британски соработници, сега партнери, со кои што заеднички, хајде да речеме дека барам инвестиција за некаков постсолиден проект. И по вчерашните некои анализи што ги правев, гледам дека Британија е на прво место во Европа по привлекување инвестиции, така да сме на добар пат. Добар пат. Политиките со промена на власта беа некако малце не знаевме како ќе одат политиките со штедење, но испадна дека не ги таргетира стартапите, што е уште еден плюс и да видиме што ќе бидат резултатите. Одите напред. Од
сегашна позиција после толку години, што е оно што кога те се навратиш ти си кажеш да можев ова да го прескокнам или да знаев дека тоа ќе се случи никогаш не би го направил ова. Кои се оние предизвици кои што радо би сакал да ги избришеш? А, Тоа е еден тип, сега тука влагаме малце у психологија, тоа е еден тип на пристап кој што јас него сакам, тоа го викам романтика. Романтика шта би било кад би било, значи како начин на изразување, значи романтика е нешто пошто копнеш да би било различно. Јас ништо не би сменил, за жал, за тоа што дали би се нафатил ако состојбата со мојата фамилија беше различна? Никогаш. Никогаш од гледна точка сега. А дали нешто би сменил со оглед на резултатите што ги имаме? Ништо. Ништо. Значи, сега сме во ситуација кај што покрај Мила, значи, пошто Мила беше првиот случај кој што успеавме да го имплементираме знаењето од технологијата, што е малце различно, значи, тука веќе правиме мове за способности, би сакал малце да зборам за способности. Способност е кога нешто знаеш, начинот на примена на тоа знаење е способност. Пример ќе земам индустриско знаење, значи ние сме традиционално индустриска земја, позната по возила, значи ФАС 11 октомври, механика, запчаници, и гледаме дека способностите што ги имало населението, наследено од некое си знаење што ни било дадено одамна, уште се применува и сегашните сите инвеститори после 40-50 години се од автомобилската индустрија претежно. Тоа е знаење. Во овој случај имаме ново знаење со самата технологија која што ни дава начин на кој што можеме да ги менаџираме децата со аутистични елементи да станат потипични, односно да промовираме типични својства. На начин на кој што тренираме вештачката интелигенција. Значи, на исти начин како го тренираме компјутерот, можеме да ги тренираме, затоа што нели мозокот се менува е пластичен, можеме да ги тренираме децата. После Мила имаме уште два успешни случаи во изолирана средина, кај што имаме од без напредок, експоненцијален напредок, што ветува, али сме за разлика од нели многу професионалци кои што нели продаваат snake oil, сакаме да бидеме сигурни дека тоа е така пред да кажеме дека тоа е 100% така, иако резултатите наведуваат дека тоа е така. Кога зборуваш за резултати кои што се мерливи, кои што се според стандардизирани тестови, ме интересира каква е реакцијата на медицинската фела на ваквите случаи. Тешко се наоѓа јазик со медицинската фела, значи они секогаш ќе добиеш позитивно да, окей, али кога ќе дојдеме нешто нели неформално, не. Зашто е тоа така? Затоа што медицината функционира на ниво на нешто, барем во Македонија, нешто што е познато и нешто што е имплементирано. Ние не сме на cutting edge тука, кај што нели се бара следниот скок во медицината за да нешто се примени. Неврохирургијата и неврологијата и на ајде речеме дека јас сум можда најупатениот невролог во свет, ако збориме од аспект на знаење и на информации. Зашто? Затоа што технологијата ми дала можност тоа, али тоа е неформално, значи мора некако формално да се наведе, мора да постои во книгите, мора да се примени за да стане нешто како формално и применливо во медицината, нели. Затоа има и тие бариери се со причина поставени, не се без причина поставени, ние тоа го разбираме, ама за разлика од нели многу медицински примени кои што се користат сега за децата со посебни потреби во аутистичниот спектар, на многу работи треба да се каже не или да се критично да се размисла пред да се прифати нешто. Ова од вашето искуство, претпоставувам дека во многу ситуации сте си рекле, ја да сум на местото на докториве, на државата, би грабнал ваквите случаи само да ги имплементирам на што е можно поголем број на деца, а од другата страна добиваш како, добро те видим. Тоа се перспективи, значи тоа е перспективата и тоа е дали е добро нешто или зло, зависи од перспективата. Значи дали технологијата е добра или лоша, зависи од перспективата, дали еден човек е добар или лош, зависи од перспективата. Никогаш не можеме да ги оцениме така црно-бело работите, за жал има многу
да речеме, начини на кои што една работа може да се види. Наша, како инженери, значи, пристап кој што треба да го имаме е да ги критички да се насочиме кон самите себе, и тоа е најтешкиот дел значи, од науката, да речеме, да своите импресии ги потиснеш за да бидеш објективен, за да бидеш да можеш објективно да оцениш. Зборевте за тестовите, да, тоа се стандардни тестови кои што дефектолозите, односно поново специјалните едукатори и фасилитатори ги применуваат во оценка на нивото на когнитивност и моториката на децата, така да тоа е некој стандардизиран тест по кој што ние мериме исто, затоа што субјективното е едно, објективното метриката е таа, која што покажува резултати. Рече оценката на технологијата дали е добро или лошо нешто, дали е за добро употребена или за лошо е субјективна. Меѓутоа, ако ја погледнеш вака генерално сликата во светот, големиот баз околу вештачката интелигенција, каков ти е впечатокот? На каде го менува светот технологијата? Има ли некои работи за кои што со ентузијазам велиш, ова ќе осмени светот на подобро? Првата примена и најголемите пари во технологијата доаѓаат од дефенс, значи од војната индустрија и од државата, значи од буџетот на државата кој што е задолжен за дефенс, за одбрана или за напад, нели. Еве ќе го земеме за случај едниот најнов баз, она беше QStar, Project QStar, тоа е таен проект на OpenAI за кој што малце се збори. И практично новите наоди, иако има различни шпекулации во светот, најновите наоди, мене најреални ми се дека пробуваат вештачката интелигенција да ја искористат за симулирање на квантни компјутери. Тоа не е значи дека ќе добиеме квантни компјутери, него ќе добиеме некоја аналогија на нешто кое што ќе може да се isprocesира на класични компјутери, а ќе добиеме резултат многу близок на тоа што се процесира на квантен компјутер. Што значи тоа? Дека некој таму размислува како да сруши енкрипција, како да воведе некои симулации кои што се оптимални со користење на вештачката интелигенција во позадина. Дали е тоа точно така, не знам, али тоа е најверојатната примена на тоа. Значи, тоа не е ништо хумано, да речем, за хумана цел, а од друга страна имаме нашата технологија, на пример, која што ги отвара границите на тоа како човекот размислува, како човекот емотивно реагира на работите и можеме да со самото проучување на технологијата да научиме повеќе за самите нас. Ете ги тие две страни. Значи, што сакаме, најверојатно ќе остане на народот да одлучи со својот глас и со тоа дали мисли дека пола свет му е непријател или дека може заедно да живееме. Заедно да живееме, да. Кога велиш ова народот да одлучи, народот сигурно дека во секоја ситуација ти избере напредок, особено економски напредок. Обратно. Да. Народот во секоја ситуација би одбрал стагнација. Значи, народот сака да биде во безбедно, да се чувствува безбеден. Тоа е од психологијата на crisis management. Има ниво прак до кое се чувствуваме безбедни и после над кое се чувствуваме небезбедни и ниво над кое што critical safety, кај што веќе сите наши убедувања се паѓаат во вода. Целта на crisis management е да не отидеме до таму, а иначе народот би сакал секогаш да седи во нешто што му е секојдневие, да знае дека утре кога ќе стане работите ќе бидат исти како денес. Така му е и така и како луѓе сме градени, значи самиот психолошки систем така не врбува да се однесуваме, значи не набедува да реагираме затоа што така е најенергетски сплатливо за него. Лошата страна е што тоа не е така и за жал, ние најво функционираме во некој си надвор од таа комфортна зона и од друга страна имаме баш на неконвенционално однесување, односно
револуционерно соење кога тој прак ќе отиде прекумерно горе. Добро, не излегувањето од таа комфорт зона е причина зашто држави како нашава во која што тешко нешто се придвижува, не го гледаат потенцијалот на ваквите технологии да го искористат за економски развој? Немаме примери. Немаме примери. Значи, ние гледаме месечината, не го гледаме сонцето. Ние мислиме дека гледаме сонце, оствари гледаме месечина. Поздрав до Костурица. Значи, ние не знаеме што е подобро. Ние мислиме дека таму некаде е подобро, ние не знаеме што е подобро. И додека не дознаеме што е подобро, ќе бидеме овакво заробеници на најдоброто што го знаеме. Значи, мораме да дознаеме што е подобро, мораме да дознаеме дека ситуацијата во која се наоѓаме не само што не е најдобра, него дека е подстандардна и дека не не треба многу енергија за да се излезе од таа ситуација. Кога ќе се дознае тоа затоа што сме мала држава, не заради друго. Значи, енергијата што е потребна 2 милиони народ да го променат своето мислење е многу помало од енергијата за 200 милиони народ. И кога ќе дојдеме во ситуација да тоа да го разбереме, многу лесно картите ќе се мрдаат во лева или десна насока, ќе можеме да експериментираме. Моментално не експериментираме како народ, значи збориме политички, збориме технолошки, збориме социјално, и затоа малце се плашим, малце сме резервирани, можда и со причина, но како размерите стануваат се помали, значи како светот се смалува, да речеме, некои бројки се смалуваат, така ќе стане јасно дека играме со мали бројки тука. За оние кои што сега размислуваат да основаат стартап, за оние кои што сега имаат или работат на идеја која што доправа треба да се развива, што е оно што би им го кажало од твоја перспектива? Значи, стартапот е и благодарна и неблагодарна. Има и благодарна и неблагодарна страна. Ако се почнува, треба да се знае, да бидеш свесен во што се пушташ. Јас не бев наивен, многу добро знаев во што се пуштам, имав одлично искуство во продажба. Не би советувал млад човек да почне со тоа или да почне сам, без некој да го подржи во тоа. Збориме да го подржи со перспективи, затоа што, како што рековме, за некого 100.000 се многу, за некого 100.000 се малку, али што тоа значи за вашиот бизнис и за вашата перспектива и како тоа сакате како идеја да го презентирате и каде сакате да стигнете. Значи, моментот кога ќе се сменат перспективите, размерот се смалува. Размерот се смалува и тогаш 100.000 и милион веќе можда различно се гледаат. И треба да разбереме дека кога се фалиме, да речем, имаме и такви стартапи кои што се успешни, ама мислат дека за тоа што они го постигнале, дека постигнале многу добро и дека тоа треба цело време да се кажува, и тоа е убаво да се кажува, ама треба да се знае што е перспективата на тоа што го кажуваш. Ако ти мислиш дека тоа што ќе кажеш дека 1 милион имаш годишен обрт е супер, можда друг тоа го гледа како потфрлување. Треба да бидеме многу внимателни, кажуваме, какви ни се перспективите и што сакаме да постигнеме. Ако ги поставиме добро, ако имаме добра перспектива од повеќе агли на тоа што го работиме, можда имаме шанси да станеме нешто повеќе од локална фигура, да речеме така. Да излеземе од локалната сцена. Сега, алгоритмот Мила AI почна од Зорт, ама стигна до Симајн, стигна до светска сцена. Вистинската Мила, која што беше инспирација за алгоритмот, напредува одлично, така? Да. Што значи дека некако судбината Да ја поздравиме. Така. Да, значи Мила настапуваше на Златно славече со Мијата. Поздрав. И мислам дека се веќе хит на сите медиуми, ја слушаме Гуши Бац. Одлично. Значи, некако мислам дека низиниот успех и оваа ситуација со Златно славече и популарноста, како да навестува дека може да очекуваме иста таква популарност и на Симајнд. Те бидете ли првиот македонски юникорн? Симајнд нема да биде првиот македонски юникорн, можда нешто друго ќе биде,
Е, па нема да биде можда македонски, ама македонски може ќе биде мнозински собственик македонец ќе биде. По индиректно тоа ќе значи дека Симен ќе има некоја тоа се вика paper value, затоа што нели 100% сме собственици. Обично во економијата нешто за да се потврди дека има вредност треба барем 10 или 15% од нештото да се вреднува со одредена друг да ја вреднува таа затоа што можат лесно да се прават малверзации. Последната рунда на OpenAI е таков случај кај што под 10% мислам дека беше евалуацијата и тоа не значи дека таа евалуација валидна. Некоја глобална рамка околу 15%. Да, значи стартапите се многу чуден концепт кај што пример да речеме 200 милиони влезени пари за некој си 20% од компанијата, на другата страна произведуваат милиарда, што е еквивалент на юникорн, и што не е некоја си голема сума во светски рамки, ако тука нели пола милион може да се зборат и 3 месеци, 4 месеци не е проблем, кредит. Тоа би значило дека на paper value на C-Mind би било околу 10 милиарди, може да и повеќе, но тоа е некоја си шпекулација. Нас најбитно ни е, ако нешто во Македонија успее, тоа е да донесеме тие способности за кои што зборевме. Значи, како што зборевме дека сме биле способни да правиме, да работиме во автомобилска индустрија, да станеме способни да работиме во AI индустријата. Што би значило тоа за Македонија? Па би значило многу, ама од друга страна би значило дека немаме енергетски капацитет. Еве, да речеме, од некоја комуникација најбрза врска на Македонија со Европа е под 100 гигабити. Значи, ако бараме 100 гигабита конекција со странство, не може да добиеме. Дедицирана правиме муавет. Значи, инфраструктура, не железничка, него информациона немаме. Автопати, тие значи, мораме малце различно да размислуваме. Ако цел свет бара енергија, а ние можеме да додадеме енергија, пошто 2 милиона нема да трошат многу, и да викнеме луѓе тука, да речеме, вие сакате дата центри да градите, еве, ние имаме оптика, имаме енергија, дојдете кај нас. Ќе дојдат луѓето. Само треба да знаеме што да примамиме, а ние примамуваме со ефтина работна сила, со работи што не се важни. Па не функционира. Вака кога те слушам изгледа како да допрва те слушаме многу работи и допрва многу корисни работи за државава те дојдат преку C-Mind, преку технологијата, преку вештачката интелигенција, преку сето оно што вие го работите и го работите тука. Ако сме паметни да го задржиме тоа тука. Затоа што за некого тоа е асет. И за нас треба да биде. Па за нас не може да биде асет, затоа што немаме капацитет да браниме асет. Значи, како да изградиме капацитети, не, така? капацитет да браниме, значи правиме муабет за браниме, значи тоа се веќе стратешки одлуки. Вештачката интелигенција е стратешка гранка. Значи треба да браниме. Ние не можеме да одбраниме. Од кого не можеме сами да се браниме. Нас НАТО не брани. Значи тука правиме муабет за стратешко брање, како што на пример Англија имала план да нападне Холандија за да ги земе вакцините за корона, значи од модерна вакцините. Што значи тоа? Значи тука имаме бранење на стратешките интереси, државата си го брани асетот. Асетот, ако се вакцините за мојот народ да биде заштитен, јас ќе нападнам Холандија, ќе ги земам вакцините, ако не ги добијам. Тоа се тие бранења. Значи тука веќе малце навлагаме друго. Ние можеме да поканиме, али да браниме тешко. Ти посакувам многу среќа со сите овие авантури што се пред тебе и ти благодарам за разговорот. Ви благодарам вас, ви посакувам успех и се надевам дека нема да бидам единствен што ќе се осмели.